Добар ден, драги ученици. Јас сум Анита Стојанова, вашиот наставник кој што денес ќе ве води низ овој час. Наставната содржина која што ќе ја разработиме на овој час носи наслов индикатори, употреба и изработка на собствен индикатор. Што ќе научиме на овој час? Значи ќе научиме да правиме разлика помеѓу кисели и базни раствори, ќе научиме што се тоа индикатори, кои се најчесто употребуваните индикатори, како ја менуваат бојата во зависност од тоа во какви раствори се додадени. И исто така, значи ќе се оспособиш самостојно да изработуваш и индикатори и истите да ги употребуваш. За да може да ја реализираме оваа наставна содржина, ќе ти бидат потребни некои материјали. Значи ќе ти биде потребно тетрадка и прибор за пишување. Понатаму ќе ти биде потребно нешто од набројаното. Цвекло, црвена зелка, кесички чај кои што можат да бидат од брусница, шипка, хибискус или нешто слично, куркума. Значи повторувам, не се ова, туку нешто од набројаното. Цвекло, црвена зелка, кесички чај или куркума. Понатаму ќе ти бидат потребни 2 чаши, сад со загреана вода, ќе ти биде потребно оцет и сода бикарбон. Доколку ги обезбеди материјалите кои што ти се потребни за реализација на наставната содржина, ќе можеме да започнеме со истата. Најпрви да се потсетиме како беа поделени супстанциите. Значи беа поделени на киселини, бази, оксиди и соли. Едно од својствата на киселините беше кога се раствора во вода да формира кисел раствор, а базите или хидроксидите кога се раствораат во вода формираат базен раствор. Доколку растворот не е ниту кисел, ниту базен, односно алкален, тогаш станува збор за неутрален раствор. Неутрален раствор е пример водата. Исто така неутрален раствор ќе добиеме доколку во вода раствориме сол, односно готварска сол или натриум хлорид. Неутрален раствор ќе добиеме доколку во вода раствориме шеќер. Меѓутоа, доколку во вода раствориме оцет или пак раствориме сода бикарбона, тогаш веќе нема да станува збор за неутрален раствор. Како можеме да определиме дали еден раствор е кисел, базен или неутрален, знаејќи дека не смееме да ги пробуваме, односно да ги вкусуваме растворите, посебно оние раствори кои што ги подготвуваме во хемиската лабораторија. За да може да се определи дали еден раствор е кисел, базен или неутрален, се користат супстанции кои што се нарекуваат индикатори. Индикаторите се супстанции кои што ја менуваат бојата доколку се додадат во кисели или базни раствори. Постојат голем број на индикатори кои што се користат во хемиските лаборатории, меѓутоа еден од најчесто употребуваниот индикатор представува лакмусот. Лакмусот, доколку се додаде во неутрална средина, има виолетова боја, доколку се додаде во раствор кој што има базни својства, тогаш го бои растворот сино, доколку се додаде во кисел раствор, тогаш го бои црвено. Како се изведува ова? Со пипета, односно со капалка, неколку капки од лакмусовиот раствор, односно лакмусот, се додаваат во епруветите во кои што се наоѓаат различните раствори и спрема боењето на растворите определуваме за каков вид на средина станува збор. Значи доколку се бои виолетово, станува збор за неутрална средина, доколку растворот се обои сино, станува збор за базна или алкална средина, доколку се обои црвено, станува збор за кисела средина. Освен во течна состојба, лакмусот може да се сретне и во вид на лакмусова хартија. Лакмусовата хартија всушност представува хартија која што е натопена со лакмус, потоа исушена, и парченцата хартија се додаваат или се потопуваат во растворот и спрема промената на бојата се констатира дали станува збор за кисела, базна или неутрална средина.
На почетокот ви реков дека постојат и други индикатори, освен лакмусот, кои што се користат во хемиската лабораторија. Такви се метилпортокалово, бромфенол сино или бромкрезол зелен. Со додавање на овие индикатори во различни раствори врз основа на промената на бојата може да се определи дали станува збор за кисела или базна средина. Доколку метилпортокалово додадеме во кисел раствор, растворот ќе се обои црвено. Доколку додадеме во базен раствор, ќе се обои жолто. Доколку во раствор додадеме бромфенол сино, растворот е кисел, тогаш ќе се обои жолто. Доколку се обои сино, значи станува збор за базен раствор. Доколку бромкрезол зелено додадеме во кисел раствор, бојата на растворот ќе стане жолто-портокалова, а доколку се обои сино, тогаш станува збор за базен раствор. Значи, индикатори кои што најчесто се користат за определување на тоа дали станува збор за кисела или за базна средина, односно базен раствор, се лакмусот, метилпортокалово, бромфенол сино и бромкрезол зелен. Боите кои што ние ги употребуваме најчесто се екстрахирани или извлечени од различни растенија: цвекло, куркума, брусница, шипка, грозје, разнобојни цвеќиња, црвена зелка и слично. Знаејќи го ова, дека боите се извлекуваат од растенијата, можеме да искористиме некои од овие продукти за да се изработиме собствен индикатор. Затоа на почетокот ви реков дека ќе ви биде потребно нешто од ова за да можете да изработите собствен индикатор. Јас денес ќе ви објаснам како се изработува индикатор од црвена зелка. Зелката ја сечеме на ситни парченца и потоа ја полеваме со врела вода. Ја оставаме извесен период да отстои во садот со топла вода. После 10 до 15 минути ја одделуваме зелката од водата, при што ќе добиеме сок од зелка, кој што ќе има сино-виолетова боја. Потоа сокот од зелката го прелеваме во неколку чаши. Рековме, за да испитаме дали ќе настане промена на бојата, ќе користиме оцет и сода бикарбона. Во една од чашите ќе додадеме одредено количество на оцет. Ќе забележиме дека ќе настане промена на бојата, при што течноста во чашата ќе се обои црвено. Во другата чаша ќе додадеме сода бикарбон. Ќе забележиме дека растворот во чашата ќе се обои жолто. Доколку вие имате некој друг продукт со кој што ќе сакате да изработите индикатор, можете да користите, например, најлесно за вас ќе биде да користите кесички чај, при што знаете како се подготвува чај. Откако ќе го подготвите чајот, во едната чаша со чај ќе додадете оцет, во другата ќе додадете сода бикарбона и ќе ги забележите промените кои што ќе се случат. Доколку го сработивте тоа, можеме да одговориме на прашањата за да видиме дали сме ја совладале наставната содржина.
Првото прашање е: ученик прави испитување на непознат раствор кој што станува жолт со бромфенол-сино, а станува син со метил-портокалово. Што ни кажува ова за растворот? Второто прашање е: откри која е бојата на индикаторите споменати во оваа лекција во неутрална средина. И третото прашање е: нацртај табела и во неа представи ги резултатите што ги доби со тестирање на твојот индикатор. Да провериме дали точно ги одговори прашањата. За да провериме дали си ја научил наставната содржина, треба да одговориш на следните прашања кои што се наоѓаат во табелата со одговарање со да и не. Доколку одговорот на првото прашање е кисел раствор. Одговорот на второто прашање е метил портокалово, портокалова, бромфенол-сино, сина, бромкрезол зелено, зелена. Одговорот на третото прашање треба да биде нацртана табела во која ги има најмалку 3 супстанции кои што се тестирани и е запишана бојата на растворот. Доколку одговорот на секоја од прашањата е да, тогаш си ја разбрал, односно си ја совладал новата наставна содржина. Доколку е не, пробај да ги поправиш твоите грешки. Се надевам дека научивме тоа што ни беше предвидено за денешниот час и дека ги реализиравме целите кои што ни беа зададени на почетокот на часот. Благодарам.